Здраво, драги ученици! Денес ќе учиме множење со бројот 2. И при тоа ќе научите како треба да се представува собирањето, односно истите собироци да се представат на друг начин, а тоа е новата математичка операција множење. Започнуваме. 6 ученици имаат по 2 боици. И овие податоци кои што ни се дадени во задачата, ќе ги представиме на почеток со цртеж. И тоа, Лиле има 2 боици, Јетон има 2 боици, Мила исто така има 2 боици, Северџан има 2 боици, Ангела 2 боици и Дарко има 2 боици. Сега нас не интересира колку боици вкупно имаат 6 ученици. Она што претходно го представивме со цртеж, сега ќе го представиме со математичката операција собирање. И тоа, двете боици на Лиле ги собираме со двете боици на Јетон, понатаму ги додаваме боиците на Мила, понатаму ги додаваме боиците на Северџан, па двете боици на Ангела и на крај двете боици на Дарко. Значи, запишуваме 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 е еднакво на 12. Истиот резултат може да го добиеме и ако бројниот израз е запишан на друг начин со друга математичка операција, а тоа е множењето. Множењето се запишува на следниот начин. 6 по 2 е еднакво на 12 и всушност представува скратено собирање. Во множењето, знакот за множење е представен со точка и се чита по. А првата цифра, односно цифрата на бројот 6 ни ги представува 6 ученици, а цифрата на бројот 2 всушност ни се двете боички што ги има секој ученик. Што ќе се случи ако боиците ги групираме во две групи? Да видиме дали резултатот ќе се промени. Во едната група имаме 6 боички и во другата група имаме 6 боички. Исто како и претходно, податоците ги представуваме со цртеж. Понатаму цртежот го представуваме, односно го заменуваме со цифри на дадени броеви. И тоа, во првата група имаме 2 плюс 2 плюс 2 боички, тоа се вкупно 6. На овие боички ги додаваме боичките од втората група, односно 2 плюс 2 плюс 2, исто така 6. Кога ќе ги собериме 6 плюс 6, добиваме резултат 12. Сега, овој начин на собирање на исти собироци ќе го представиме со множење. И тоа 2 запишуваме. 2 по 6 е еднакво на 12. Тука цифрата на бројот 2 ни го представува бројот на групите, а цифрата на бројот 6 ни го представува бројот на боичките во една група. И читаме 2 по 6 е еднакво на 12. Исто така може да забележиме дека во првиот случај запишавме 6 по 2, а во вториот 2 по 6, а резултатот ни остана ист. Од тоа заклучуваме дека доколку броевите си ги сменат местата, резултатот останува ист. Сега да видиме какво е множењето, да го представиме множењето со бројот 2 и со останатите броеви, не само со бројот 6. 2 по 1 е еднакво на 2. 2 по 2 е еднакво на 4. 2 по 3 е еднакво на 6. 2 по 4 е еднакво на 8. 2 по 5 е еднакво на 10. 2 по 6 е еднакво на 12. 2 по 7 е еднакво на 14, 2 по 8 е еднакво на 16,
2 по 9 еднакво на 18 и 2 по 10 еднакво на 20. Од претходниот слайд може да се воочи дека при множењето со бројот 2 секој нареден број во добиениот резултат се зголемува за 2 и представува парен број. И на крајот, уште еднаш, преку примери, да повториме она што досега го кажавме. Имено, на почеток, добиените податоци во текстуалната задача ги представивме со цртеж, а цртежот понатаму го заменавме со математичка операција собирање. И тоа собиравме 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 е еднакво на 12, а потоа математичката операција собирање ја представивме со математичка операција множење. И тоа 6 по 2 е еднакво на 12. И да повториме уште еднаш, во овој случај, цифрата на бројот 6 ни ги представува бројот на учениците, а цифрата на бројот 2 е бројот на боичките кои што ги има секој ученик. И вкупно 6 ученици имаат 12 боички. Вториот начин беше боичките беа групирани во две групи, односно во секоја група имаше по 6 боички и првично се представивме преку цртеж, преку слика, а потоа истото тоа го представивме со математичката операција собирање, каде што боичките од првата група ги собравме и тоа 2 плюс 2 плюс 2 е еднакво на 6 и на овој број ги додадовме уште боичките од втората група, а ги запишавме исто 2 плюс 2 плюс 2 и тоа е 6. Кога ги собравме 6 боички од првата група и 6 боички од втората група, добивме резултат 12. А со множење запишавме 2 по 6 е еднакво на 12, каде што цифрата на бројот 2 во овој случај ни го представува бројот на групите, а цифрата на бројот 6 ни е бројот на боичките во група. Од ова, уште еднаш да повториме, се гледа дека доколку цифрите си ги заменат местата, тогаш резултатот не се менува, останува ист. И на крај би сакала да ви предложам и понатаму да вежбате со вашите боички, со вашите разни играчки кои што ги имате дома, заедно со повозрасните и да продолжите да групирате не само со бројот 2, туку и со останатите броеви за полесно да го совладате множењето како математичка операција.